актуелна тема за минување на младите, но и останувањето на младите во државава. Имено оваа година при уписите во средно училиште нам ни се случи едно чудо, велам чудо затоа што тоа се нема случено години наназад. Така наречените елитни скопски гимназии остана без доволен број ученици во првиот, па дури и во вториот уписен рок местата не беа пополнети со исклучок на 2, другите 3 од 5 најдобри ќе имаат и трет уписен рок. За тоа што се случува со младите? Како настана пресвртот во изборот на професија кај средношколците? На оваа тема зборуваме со нашата денешна гостинка, професорката Татјана Стојановска-Иванова, универзитетски професор, социолог. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Навистина тема која што е интересна, можеби како што најавивте вие и за нас, велам социолозите како толкувачи на општествените феномени, беше зачудувачко, меѓутоа од друга страна имаме објаснување зошто се случи тоа што се случи, односно се определија дел од средношколците, поголемиот процент за средно стручно училиште. И тоа е многу важно. Како дојде до тој пресврт? Ако до пред 2-3 години имавме турканици, имавме дупло поголем број пријавени ученици во некои гимназии од тоа што може да се прими, приемни испити, стресови кај децата, оваа година се случи сосема спротивното. Токму така, наречеме, минатата година имаше дури приемен испит во една скопска гимназија. И сите беа, знаете како години наназад се правеше една стратегија за упис во општи гимназии, во смисла дека децата на 14 годишна возраст можеби не се доволно зрели во контекст на тоа што сакаат да бидат понатаму во животот, да го трасираат својот животен пат, да изберат својата животна професија. И знаете како, гимназијата ви дава едни општи сознанија, еден општ вид на социјализација, сознание од сите предмети, па понатаму, нели, кога веќе вие го загружувате тој тип на образование, односно средното училиште, веќе сте полнолетни и можете да си го трасирате својот пат, да избирате едната професија. Меѓутоа, јас со години велам дека и се залагам оно што се прави на запад, дека зошто сите да студираат? Зошто секој, бидејќи кај нас, извинете, меѓутоа имаше една политика на отварање на факултет во секое село, што мислам дека тоа ниту европски, ниту светски апсолутно не се практики. Зошто било тоа така во некоја друга прилика? Меѓутоа, она што е за пофалба е сега прво дуалното образование. Второ, праксата, која што и текако се случува и во средните училишта и праксата и на факултетите, или понатаму за оние што студираат. Меѓутоа, клучно е моментот дека или оние што бидат средно стручно да добијат соодветни компетенции и квалификации, да веднаш и по завршувањето на средното образование може да бидат квалификувани и да бидат на некој начин работна сила која што ќе се бара на пазарот на трудот. Кај нас не се правеше со години една стратегија од аспект на тоа што бара пазарот на трудот. Колку, да речеме, кој тип на профил, навистина му е неопходна и насушна потреба за нашата држава. Од друга страна, она што го споменавте на почетокот, ние имаме и се уште го имаме феноменот на brain drain, одлив на млад кадар во другите држави, каде што тие се вработуваат без проблем. И на некој начин беа малку, можеби, подценети одредени типови на професии, за неичиски или слично, меѓутоа се свати дека за да бидеме во тек и со совремието и со современите општествени текови, ние треба да го гледаме пазарот на трудот и потребите. Навистина беше жалосно да вие имате златни занаети кои што се на изумирање. Во некои градови апсолутно вие не можете да најдете ниту кондураџија. Значи тоа е нешто што вие насушна потреба вас ви се обувките, така? Да не зборувам за крзнари и така натаму, но од друга страна... Не дај Боже да се расипе дома водоводна цевка, да пукне плочка некоја да се скрши. Да, некои имате потреба да ви се... Го гледавме прилогот за Штип, бидејќи мојот сопруг од Штип, таму ми живеат свекрвата, свекорот и во неговата фамилија, беше, морам да споменам една интересна случка од секојдневието, значи имаше проблем со водоводот и сега
од меѓу две доаѓања, тоа беше во рок од 2 недели, гледам дека уште чешмата капе и се обреќам на мојата свекрва, викам зашто, вика, па не може мајсторот е зафанет, не може да дојде, затоа што имате буквално мал процент на луѓе кои што се занимаваат со тоа. Значи, затоа, велам, се е непотребно. И не случајно. Дуалното образование си го направи своето. Вие имате предпријатија кои што вложуваат, уште од прва година учениците одат таму на пракса и гледаат најдобрите и се соодветно платени, затоа што во нашата држава ние имаме компании кои што навистина со квалитетно и соодветно на работата, на трудот што се вложува, ги плаќаат и работниците. И затоа не треба да не чуди што, да речеме, во средното електротехничко училиште се запишале на вистина квалитетен, се запишале ученици кои што се доста солидни уште од основно образование, меѓутоа со љубов го работат и го учат тоа што понатаму ќе биде нивна професија. Јас го поддржувам тоа. Профилираат. Апсолутно, знаете како. Не сакам, многу минаво критикува некој систем кој што бил пред 30 на години, меѓутоа тој систем точно го следел пазарот на трудот. Не случајно, еве повторно ќе го споменам Штип, кој што го нарекува македонски Манчестер. Затоа што таму имате квалитетно и мало средно текстилно, каде што од стилисти до кројачи, до моделари, и веднаш во Астибо наоѓале со работа која што била добро платена, имале соодветни бенефити. Јас морам да ги споменам, например, мојата свекрва и мојот свекор кој што работеле во Баргала, која што била една фабрика, знаете со колку вработени, меѓутоа со таква љубов се работеле својата работа. Мојот свекор бил на специфична машина работел. До ден денес тој бил мајсторот кој што го поздравува тие кои толку години во пензија затоа што тоа што се заработило било квалитетно. И затоа велам, не случајно ние треба да ги следиме и пазарот на трудот, меѓутоа и потребите на нашето општество, и тој кадар, кога се профилира во средно образование, ќе има квалитетна пракса, ќе има компетентни и квалитетни луѓе кои што ќе ги предаваат тие предмети, за да може да се вработат. И утре веднаш да бидат конкурентни и на нашиот пазар, и на пазарот и на европските пазари. И затоа јас го поздравувам тоа, или во Димитар Влахов земете вие, да речеме, не можете да најдете сега квалитетен добар месар, затоа што секој занает, како велам јас има на добра поговорка, секој е доктор на својот занает и тоа треба да се почитува. Годинава ни се случи, да речеме, условно кажано, една трагедија. Охрид ни остана без доволно хотелски работници, кубурат со работна сила, по кафетериите, по рестораните, па и по хотелите се вработуваат сезонски работници, тоа се претежно млади луѓе. Зошто? Затоа што нашите, да не зборувам за оние што се школувани за туризам и хотелиерство, туку и оние кои што не се школувани за таа работа, отидоа да работат во Хрватска, во Грција, секаде каде што се подобро платени. Видете, не само тоа, меѓутоа имам сознание, бидејќи нели како социолози во континуитет истражувате, знаете колку се врати од Хрватска? Многу мина. Затоа што не било баш се така како што им кажале. Не само тоа, не се така розово, затоа што кога ги пресметате вие трошоците кои што вас ви се насушна потреба, вие вас да се храните, да се сместите, нешто да земете, да купите, и тоа работите. Значи, тука кај нас можеби некогаш имате и друга привилегија, бидејќи не плаќате сместување, не плаќате некои можеби режимски трошоци. Јас знам барем 5 фамилии кои што се вратија од Макарска, се вратија од Хрватското приморје, затоа што веќе и таму се чувствува тој тип на, можеби не класична криза, меѓутоа многу повеќе работиш на западна култура, и за да го добиеш тоа што ќе бидеш соодветно платен, меѓутоа ќе истрошиш таква енергија. А тие се знаењата. Дори сега вели, порано можеби и пица мајстор да отидеше некаде на приморието, ако не бил тоа по професија, тој може да се снајде. Сега веќе има некои стандарди. Кај нас имате право, јас сум стружанка, нели, и сега сите тие угостители ми се жалат дека има проблем со квалитетен некој што ќе те послужи, па веќе меѓутоа и кај нас стандардите се. Имате вие Охридте посетувани, Струга и другите туристички места од странски туристи кои што ви бараат можеби посебен тип на коктели, па веќе се обучуваат и коктел мајстори, така да
ќе се свати дека секој треба да биде добро платен, секој собственик, јас кога разговарам, велам, да, ама колку го плаќате вие тој? Значи, секој кој што сака да добие квалитетна услуга и кој што, бидејќи вие сакате да бидете послужени некој навремено, тоа што ќе ви биде сготвено да биде квалитетно, нели? Тоа што ќе биде сервирано да личи на нешто. Да биде убаво сервирано. И затоа велам, секој е доктор на својот занет и треба да вложуваме ние во средните стручни училишта, компаниите кои што умеат, химиски техничари, например, Алкалоид вработува како предпријатие. Знам она што јас разговарам дури и со студенти кои што, вонредни студенти, кај мене вели, јас завршив средно химиско, работам во тоа предпријатие, меѓутоа студирам затоа што имав љубов кон тоа, меѓутоа не знам дали ќе продолжам за себе си, за своја душа студирам, да речеме, меѓутоа сум задоволен со тоа што го работам, бидејќи имам занет од средно. Или физиотерапеутите, знаете како? Тие се толку барани на пазарот на труд исто така, затоа што работиме дел од нас, повеќето, нели, кои што работиме со седење, па имаме проблем со спондилоза, па имаме проблем со кичмата. Имаме потреба, секој втор, меѓутоа имаме потреба од квалитетен кадар. Не можете вие со неколку месечен курс, затоа што може да се случи, вие работите со телото на човекот, со здравје се работи. Така да се вложува. И јас сум за тоа, дека секако дека оној кој што сака да има општа наобразба, да, нека оди во гимназиите, но треба да ги јакнеме капацитетите на средните стручни. Со години се затвара средните стручни, нели беше еден вид на таа образовна политика која што јас не ја поддржувам толку, дека треба сите да учат гимназија, да се запостават средните стручни, дури па некогаш и на шега беа сватени. Знаете како е, која мајка го изгубила детето, ќе оди во средно стручно, не е тоа така. Таму имаме такви квалитетни кадри кои што навистина за козметичар кога одите, еве, да речеме, секоја жена посетува, нели? Па сакате некој кој што има компетенција тоа да го направи. Така да се вложува во средното стручно и да не чуди тоа, ако сакаме да имаме квалитетен кадар од било кој област, и во однос на занаетчиството, и во било кој услужна дејност, и во туризмот, ние треба да вложуваме во таквите средни училишта, бидејќи на тој начин некои, велам, и да бидат соодветно платени, но и компаниите, токму праксата што им ја даваат, веќе има квалитетна пракса и затоа децата се одлучуваат веќе со средно, тој си има занет, се обезбедува соодветно работно место, квалитетно, добро ќе биде платен, зашто чуму тогаш да ја напушти оваа наша убава земја. Кај нас може убаво се живее, верувајте. Секаде, јас велам, сите сме имале можност да заминеме некаде, но се сакаме оваа мила Македонија и треба да си вложуваме во неза и во однос на образовната политика да правиме, да градиме квалитетни кадри кои што ќе останат тука. Професорке, веројатно може уште многу да зборуваме на оваа тема, времето ни измина, но ќе имаме некоја следна прилика сигурно. Јас ви благодарам што одвоивте време, што бевте денес дел од нашата емисија и се надевам ќе се видиме во следна прилика многу скоро. Благодарам и на вас, бидејќи секогаш кога се зборува образованието е столбот на секој општество. Ако сакаме да имаме и квалитетни занаичино, и квалитетни архитекти, доктори, секој има потреба односно од квалитетно образование. Благодарам и поздрав до гледачите.